Учебниците по историја за 5-то и 6-то одделение заглавени во институционални лавиринти. Проблем веројатно бугарските диктати и условувања, поради кои добар дел од професорите и историчарите не сакаат да стават подпис како рецензенти. Министерот за образование Јетон Шаќири признава дека не може да се најдат рецензенти, но се надева дека наскоро проблемот ќе се решил. За побрзо да оди работата, министерот бара и професорите од ДУКИМ да се вклучат во рецензијата на учебникот по историја. До сега во 3 или 4 објекти не се објавени огласи за рецензенти. Од страната на бирото се подготвени подготвителни материјали и учениците ги имаат тие материјали, но јас очекувам дека наредниот период на сите професори и тие што има забелешки за тој предмет да се вклучат како рецензенти. Јас очекувам најбрзо што можеш, затоа ги повикувам сите професори, како што се вклучени во сите учебници и ги завршивме сите постапки, нека се вклучуваат и во учебникот Историја и општество. Тоа што никаде ги нема учебниците по историја за 5-то и 6-то одделение, за наставниците е голем пропуст во образованието. Според наставникот Томислав Гиевски, државата мора да покаже поголема сериозност и еднаш за секогаш да понесе одговорноста и на проблемите им нема крај. Сериозен проблем е недостатокот на учебници, поготово по предметот Историја и општество, со кој што се соочуваме. Овој проблем е настанат како резултат на намалениот интерес на просветни работници, општо историчари да пишуваат учебници поради големиот број на контраверзии, знаете, проблеми за кои што целата јавност се крена на нога, и од тука не можеме да очекуваме дека оние кои што биле критичари на спојувањето на историја и географија во еден предмет, дека истите би се нафатиле да пишуваат учебници. Учебник по историја за овие предмети немаше ниту лани, и тоа од истите причини. Во оние паралелки каде што ги има, имаше еден куп грешки. Таму пишуваше дека Македонија на запад се граничи со Бугарија, додека врвот Монт Еверес е висок 29 километри, но беа помешани знамињата на некои европски држави.